Председателот на самостојниот синдикат за образование, наука и култура Јаким Неделков ги повика директорите да не постапуваат по новите упатства на Министерството за култура и вработените да не ги прифаќаат новите решенија за пресметување на платите што им се доставуваат од вчера. Воедно предупредува дека ќе ги обжалат доколку бидат потпишани. Проблемот произлегува од недореченоста можеби или лошото толкување на општиот колективен договор, каде што согласно општиот колективен договор платите во јавниот сектор во 2023 година треба да се зголемат за 10%. Овие 10% во 2023 година во дејност на култура установите ги рачунаа на бруто плата само додадоа 10% без да се вградат во системот на пресметка на плата. Сега од аспект на мината 24 и 25 година, тие 10% лепдат во воздух, ги нема во системот. Неделков предлага зголемување на коефициентот на сложеност по работно место за 10%, а дополнителни 0,7% преку заеднички колективен договор, како системско решение за оние на кои им доцни мартовската плата. А работниците во култура не се единствените кои се уште не ги добиле мартовските плати. Председателот на Сојузот на синдикатите на Македонија, Слободан Трендафилов, посочи дека во некои јавни институции работниците се уште чекаат плата. Поред моите сознанија немаат добиено плата. Вработените во делот јавното обвинителство немаат добиено плата. Вработените во водостопанство, каде што имаше голем удар врз работниците да се зачленат само во друг синдикат, се уште ја немаат добиено својата плата и нема ниту изгледи кога ќе ја добијат нивната плата. И други низа институции кои, за жал, во јавниот сектор се уште ја немаат добиено платата. Ако не се лажам, сабајле добив информација дека дури Државниот инспекторат за труд се уште нема исплатено плата на вработените во овој инспекторат, кој треба најмногу да помага на работниците и кој треба да ги спречи сите неправилности за неисплаќањето на платите во приватниот како и во јавниот сектор. Трендафилов нагласува дека владата и работодавачите одбиваат да ги зголемат платите и најави протест за 1 мај. Тој апелираше владата да се држи до договореното, бидејќи работничките тужби и пресудите, како што рече, многу ќе го чинат државниот буџет.